На Гренланд живеат 3-40 илјади луѓе. 50, 50, ама во 3 места се главниот град има 30 на илјади. Како ќе ја окупираат тоа? Ќе го забодат американското знаме, повикаат, повегате, сакате поголем столб да ви направиме, имате база, нема проблем. Колку сакате знамења да... Види се, што е по мене неговата намера. Од вчера се тркала една приказна во едни аналитички кругови дека ова што Венс и Марко Рубио го прават во разговориве, преговориве со данциве и со гренланѓаниве, нека беа таму се расплаче министеркава, дека уствари му губат време на Трамп за да го изгуби интересот. И дека намерно ја, као се многу тврди и така натаму, слушам озбилни луѓе кои ова година. А у суштина ја разликуваат работата за Трамп, пошто види, Трамп му се интересни работи као мало дете, будала е. И тук го интересира овој ден, денеска, утре, ќе го спомне по 2 недели, да забори темата. Таму има еден друг крупен стратегиски интерес амерички, пошто да се вратам на точка 1, се работи за будалава. Прво рече дека Канада ќе ја направи 51 држава. Окупацијата на Гренланд, ако воопшто за тоа има стратегиска цел, и тоа не е сигурно, но анализиве што ги читам се всушност да изолира Канада. Бидејќи 90% од комуникацијата на Канада се одвива кон исток преку Гренланд со другото оди преку Кина, од другата страна. И он сака да изолира Канада од сите важни западни контакти што ги има. И она да биде 50-тора, Гренланд 50-тора. И се враќам на точка 1, човекот е будал. Се расплакуваат премиери и министри, мислам. Се обидуваат да го протолкуваат.